Маријан Ангеловски, нашиот најмлад присутен колега овдека, меѓутоа искусен борец, голгитер на нашата репрезентација, кој минатата година беше поздравен со голем аплауз од присутните овдека, а се надевам дека вечерот ќе го оправда своето реноме и исто така ќе биде поздравен бурно. Инаку за него да кажам само тоа дека е по професија вели дека и сам не знае што е. Освен што пишува афоризми, се бави со стенд-ап комедија, сценски настап, се бави нешто со здрава храна и нешто поричко околу храната, и тоа ме инспирираше во еден настап некаде за него, во една најава да кажам дека, да го кажам следно: јак си, иако си славичок. Така, вели стручен за искрена. Во кој поглед е стручен за искрена, не ми е јасно кога е така слаб. Да не должам многу, Маријан Ангеловски доаѓа од Скопје и носи еден прилично голем пакет од афоризми и сега му давам шанса да го разпакува пред вас и да ги слушаме афоризмите. Скопје има микроклима, изгледето кочан зима. Скопје има славни мала, тепар мала nije шала. Скопје јава брзо конче, а бре момче македонче. Добро вечер на сите, сам пакетот го разпакувам. Инаку, Алани, мојот прв настап, всушност, значи беше воопшто прв пат настапив тука и само бе добро. Први пат не имам доста трема и вечера имам исто трема, така да пак ми треба уште еден аплауз од вас. И ова се моите афоризми. Баба Рада, дали има лек за државава? Шипки варени. Не сакам пеперутки во стомакот. Преферирам свинско. Вкусните печурки се викаат шампиньони. Печурките кои ќе отрујат таштата се викаат шампиони. Кога ме откажа јажето, решив да се обесам со каишот. Снајди се, па живи. Можам јас да бидам и председател. Можам јас секакви глупости. Ако умрете од глад, фискалната сметка од погребално, чувајте ја за наградната игра. Реши сите влегува во Европа. Ама ние не сме со сите. Ај што тонеме. Дај барем јас да бидам Леонардо Ди Каприо. Се крстев кога продавачката ми кажа цената на водата. Сега имам крстена вода. Имаме, не се го идем на исхрана. Не јадеме се го идем. На жена не се грева рака. Затоа нема жени таксисти. Кога Адам му рекол на Господ да му створи жена, Господ му рекол: изгледа течеша некој репа. Благодарение на власта заштитив на рентген. Ми се гледа ребрата. Судбината сакаше да живееме најубаво. Многу сакаше. Во владата нема место за кратци. Сите места се пополнети. Го спречив лекарот да ме прегледа. Подобро е да спречиш, отколку да лечиш. Имам и мигрена и главоболка. Ама ако од имање глава не боли. Благодарам. Насмели се, не бери гајле, намигни ми, ајде на здравје, Скопје! Девојка ми секогаш ме чека со расширени раце. Никако да ги расширим ногата.
Секој ден јадам 10 со кроми. 10 главици кроми, 1 кебаб. Просјакот секогаш се носи шапка. Кој носи, не проси. Од денеска имам поубава половина. Се издеплирав половината. На владината вечера требаше да се зборува за гладот. Ама кога се јаде, не се зборува. Јас сум миреник дома. Ме третираат као куче. Жена ми. Кога ќе покажеш дека имаш буда, сите остануваат без зборови. Особено ако си травестит. Се договоривме да не градиме куќа. Договор, куќа гради. Нашите политичари ни на мравка не газат. Ама ние не сме мравки. Не е точно дека јаден овој народ. Не е јаден... Не е јаден со денови. Желам пат. Оралниот секс се пренесува од колена на колена. Храната е лек. Нема лек за нас. Не се сите тендери наместени. Некои уште се местат. Водата дава живот. Нема да се јаде. Како? Водата дава живот. Затоа градските гробишта пливаат во вода. Бавиот збор железни врати отвара. Штета што сите соседи имаат дрвени врати. Ни ветува живот како на филм. Ама изгледа тој филм нема да го гледаме. Оргазмот е лудило. Девојка ми глуми лудило. Со љубов работам во продавницата за погребна опрема. Да можам, сите би ги услужил. Животот е убав, ама нема доволно дрога за сите. Бевме договорени во 5 за 10, ама таа во 5 за 12 ми кажа дека ќе дое во 5 за 11. Оваа влад ми дојде као кец на 10-ка. И онака планирав да се обесам. Првата геј парада помина безуспешно. Не се станува педер одеднаш. И благодарам.